Ние треба да имаме веќе на Zoom врска фотографката Арнора Мехмети, добитничка на наградата Никола Младенов за најдобра фотографија. Имено се работи за две патки кои што во време на локдаун, во време на полициски час минуваат низ пешачки премин во време кога нема луѓе околу нив. Меѓутоа повеќе за фотографијата од Арнора Мехмети. Добро утро. Добро утро. Арнора, она што го пишува жирито за оваа наградена фотографија твоја која што се најде во печатеното издание на Слободен печат своевремено, вели го вековечува моментот кога за прв пат во Македонија има полициски час и ја покажува таа една неразделна симбиоза помеѓу човекот и животните. Всушност, самата таа крие доста, покажува доста мистерија, како да нешто невообичаено се случува и се случува. Меѓутоа, од еден авторски пристап, какво значење има оваа фотографија за тебе, незината композиција и слично? Да. Значи, јас знам дека таа фотографија ќе се памти многу долго, затоа што беше еден историски момент кој во кој живееше целиот свет. И мислам дека нема човек кој не ја знае оваа фотографија и секој пат кога во иднина ќе ја гледаме ќе не врати назад во ова време. Фотографијата беше направена минатата година во 23 март, некаде на кај 11 часот. И јас се чудев од тоа и не очекував толку големи реакции од публиката, само ја објавив онака, но стигна многу далеко. И тоа ме направи уште посреќна и знам дека таа фотографија ќе се памти многу долго, така како што и беше описот на жирито, кој мене стварно ми остави многу голем впечаток. Да, честитки за тоа. Секако, тоа е убава награда, го носи името на еден од нашите најпознати новинари. Да. Секако. Од друга страна, во тој архив на фотографии од време на пандемијата, кои што предпоставувам или не влегле во конкурсот, или не биле објавени, колку материјал имаш собрано? Па има многу материјал, затоа што знаете бев многу активна ова 2020 година. Цело време се обидував да влегувам сега дека што можев со цел да им го пренесам на граѓаните тоа што стварно се случува, иако ние бевме многу ограничени во тој дел, но стварно имам многу голема архива од 2020 и тие ќе ги чувам многу долго затоа што премногу ми значат. Тај беше еден голем момент за мене, за јас како фоторепортер да можам да се покренам малку професионално и стварно тоа до некаде јас го постигнав. Арнора, бидејќи условите беа такви какви што беа, јас знам дека деновиве, не само деновиве и месециве наназад си доста активна кога се во прашање правата на самите медиумски работници. Во поглед на тоа, и бидејќи доцнавме малку и со оваа имунизација и со вакцинирање на новинарите, какви беа условите да се работи во изминатава година и пол? Она што граѓаните не го знаат, не го гледаат. Да. Ужасни ни беа условите и знаат сите колеги што ние немавме ни заштитна опрема. Сами се обидовме да ги купуваме маските и целата друга опрема, затоа што не може ти со 10 маски кои ни беа дадени од Сдруженија на новинари да можеш да покриеш цела година. А уште помалку, ја не знам за другите медиуми, но јас за себе цело време требаше сама да купувам и бев малку требаше сама за себе да гледам да купувам заштитна опрема за да можам да излезам на терен, затоа што знаете цело време бев надвор, но исто така сакам да им се заблагодарам на медицинските тимови кои стварно секој пат кога влеговме по такви терени ни помогна и ни дадоа најдобрата опрема што ја има, што и самите не ја носат, не ја подарија на нас за ние да можеме да покриеме од теренот каде што влеговме повеќето од нас.
Арнора Мемети, добитничка на наградата најдобра фотографија од Институтот МИМ, насловена Никола Младенов. Јас ќе ти се заблагодарам за овој краток разговор. Верувам дека има уште многу повеќе теми во однос на и условите во кои што работат фотографите, меѓутоа и останатите камерманите и новинарите на терен, во какви услови. Има уште еден куп разговор за самите фотографии, начинот на кој што се прават истите, но верувам дека ќе имаме прилика да разговараме повторно. За сега ти благодарам. Ви благодарам и на вас за тоа што се заинтересиравте за ова моја прва награда како професионален фоторепортер и се надевам дека и понатака сите новинари и фоторепортери ќе имаме можност да направиме уште поубави стори и уште поубави фотографии до година. Така и уште повеќе мемории. Со овој прв разговор